Среда 10 мај, кратки вести во 12 часот. Со највисоки почести Христијан Пендиков денеска ќе добие бугарско државјанство. Указот врз основа на бугарското потекло на Христијан го има подпишано под председателката на Бугарија Илијана Јотова. Церемонијата ќе се одржи во најголемата и најпредставителна сала каде се одржуваат најважните државни средби во Бугарија. Пендиков пред неколку месеци беше претепан во Охрид. Судскиот процес во кој се обвинети двете лица кои го извршиле насилството е во тек, а следното рочиште е закажано за 31 мај. Пендиков беше секретар на Бугарското здружение Цар Борис III во Охрид. Во текот на вчерашниот ден се одржаа регионалните спортски игри за ученици со специфични можности. Домаќин беше основното училиште Свети Климент Охридски. Учествуваа 37 ученици кои се надпреваруваа во тробој, кошарка, фудбал и полигон. Покрај од Охрид учество зедоа и ученици од Струга, Прилеп, Македонски Брод, Кавадарци и Гевгелија. Од утре до сабота Охрид е домаќин на ракометниот куп на Македонија. Кај мажите Вардар ке се обиде да го одбрани трофеот вкрстувајќи со Алкалоид, додека актуелниот лидер на првенството Еврофарм Пелистер ке се сретне со Пролет. Во женска конкуренција ке се сретнат Вардар и Ѓорче Петров и Металург и Куманово. Финалните натревари ке се играат в сабота на 13 мај, и тоа од 15 часот во женска и од 18 часот во машка конкуренција. Билетите за мечевите се пуштени во продажба. Времето денес променливо облачно и свежо со повремени врнежи од дожд, дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.